Со почетокот на градежната сезона ќе се започне со забрзана изградба и рехабилитација на најголемиот дел од патната мрежа во должина од преку 770 километри во вредност од 1 милијарда и 270 милиони евра. Ветија денеска на пресконференција председателот на владата Зоран Заев, вице-премиерот Кочо Јанѓушев, министерот за транспорт и врски Горан Сугарески и директорот на јавното претпријатие за државни патишта Зоран Китанов. Вице-премиерот Јанѓушев рече дека со оваа програма треба да се постигне економски раст и очекува дека по започнувањето на градежната сезона во земјава нема да има ниту една слободна градежна машина. На Македонија е потребно да има меѓу 55 и 60 милиони евра градежни активности, вкупни градежни активности, не само од страна на државата, него заедно и со приватните инвестиции, за да градежништвото го вратиме. Директорот на јавното претпријатие за државни патишта Зоран Китанов информираше дека покрај оваа програма, преку јавното претпријатие Македонија пат, се рехабилитираат уште 41 патен правец со вкупна должина од 93 километри во износ од 10 милиони евра. Што прашавте за белото, зашто е бело, на оваа карта не се опфатени програмата што се реализира преку Македонија пат од 93 километри и тука баш е опфатена општина Чашка, Крушево, тој дел целиот, значи има и за таму предвидено доволно. На новинарско прашање дали од каде ќе се најдат пари за реализација на оваа програма, министерот Сугарески рече дека пари за инфраструктурните проекти има. Прво не треба да ги мешаме работите, 300-400 милиони евра кои што се за капитални инвестиции во буџетот на Република Македонија, тие се башка од јавното претпријатие за државни патишта кои што ги има. По основ на средства од ЈПДП и по основ на кредити кои што се обезбедени. Во делот на она што како документ владата на Република Македонија го донесе на предлог на Министерството за транспорт и врски во делот тој стратешки документ, значи за 4,2 милијарди евра, па тие најголем дел од тие проекти се во фаза. Во меѓувреме Државниот завод за статистика денеска објави дека градежниот сектор во четвртиот квартал од 2018 година имал поповолни очекувања за склучување договори за градба, но има и очекувања дека ќе се намали бројот на вработени. Според директорот Китанов, со оваквата програма за изградба и рехабилитација на патиштата, директно или индиректно ќе бидат вклучени околу 10.000 луѓе.